Добра вечер. Кога моите дами денеска ги покани да дојдат во студиото, првата помисла ми беше дека покрај волкав капацитет и габаритност на нивните брендови, на нивниот шарм, на нивниот модерен, ексклузивен, паметен изглед, организација и систем на работење, ја можам да бидам само еден изблик на воодушевување и да си го остварам својот сон за султенат во Македонија. Добро вечер за моите вечерашни гости, Нина Ангеловска, Ангелка Пеева Лауренчич и професор Ана Мартиновска. Ангелка, не давам тема, ама овој пиаров добро го изведив за вашиот шарм и за... Да, одлично бевме представени. Сега очекувањата кај публиката се многу високи, така што останува на нас да не ве разочараме во тоа што беше најавено. Првата промисла која разговарахме, рековме дека најтешко е кога се обидуваме да разговараме во Македонија за мајка на нацијата. Сите мислиме дека председателот треба да биде татко на нацијата. Ја лично мислам дека кој год ќе дојде како иден шеф на државата нема да биде полош од Ѓорѓе Иванов, ама тоа е несреќа за Македонија. Пред воопшто да поминеме на ексклузивност и бруталност на оваа тематика, јас сакам да ве прашам, што е тоа што во овој момент во Македонија не достига како систем на една искреност, на една меѓусебна толеранција, на чувството на разбирање, на различностите и така натаму, дотолку повеќе што сите на оден начин имате свој семеен бекграунд, сето тоа да го компонирате. И ќе почнам, се разбира, од кој друг, како не од најмладите, бидејќи на младите најмногу останува светот. Нина Ангеловска, извршен директор и коосновач на Групер, тоа што го разбрав дека вие сте жена која раководи со двајца партнери мажи. И што само по себе ми отвара дилемата дека дали жените по дефолт се поуспешни од мажите? Па мислам дека не можеме да генерализираме и мислам дека успехот се должи пред се на способностите на личноста, без разлика дали е маж или жена и од кој пол е. Ама мислам дека и тоа како си го имам изработено и заслужено тоа да јас ја водам компанијата, иако моите двајца коосновачи се мажи. И нормално раководам со тимот, не само со нив двајца, нели? И сега нели ја уживам довербата и сето тоа, меѓутоа сметам дека е потешко за да се избори, за да се докаже на жена, за да стигне на повисока позиција. Сега не можам да кажам дека нели сепак сум во своја компанија. Меѓутоа тоа не исклучува дека можело да не бидам јас на позицијата, на водачката позиција или кој што би кажа, нели фронтменот. Фронтвумен, да, еве и друга тема. Така да би рекла дека ми е заслужено и дека со цела душа и срце и пасија 8 години ја водам компанијата, меѓутоа секако дека сме тројца косопственици, дека и одлуките и делот нели од водењето го одлучуваме заедно. Студент на генерација на економски факултет, магистар и доктор на науки. И водите компанија која ви донесе на оден начин епитет или влог меѓу 300 најдобри, односно најперспективни предприемачи на Forbes. Тоа е успех кој ви доаѓа исконски или е таа желба жената покрај доминацијата на мажите да покажат дека знаат поише и умеат повеќе? Па, јас искрено не сум го чувствувала, иако живееме уште во свет на мажи, сега малце баш дискутиравме пред емисијава, иако се уште постојат предрасуди, јас од себе никогаш не сум го имала тоа, како да кажам, дека требало да се борам со нешто, туку едноставно не сум го размислувала, сум одела all in со срце и душа за кон надминување на пречките, предизвиците, кон успесите и се што требало да се помине на патот. Инаку во вие сите нели успеси и работи кои ги набројавте, баш и кога бев избрана и за Forbes листата, се викам дали им требало некоја gender equality листава, дали Македонија може и Балканов повеќе требало да е вклучен. Баш ме беше како ме најдоа од Македонија затоа што бев првата
македонка, заедно со нели беше и Жара од 1 на 1, ама првата македонка па и жена ета на листата на Forbes. За, како што кажав, јас кога почнавме група, имав 21 година, освоив кога кажавте студентна генерација, добив победив на надпревар за најиновативен бизнис план и компетитивноста во мене ја носам, мислам дека генетски, дали ќе бев машко или женско, мислам дека ќе ја носев, дека тоа гените повеќе си го направиле. Ако мислите на гените, мислите на својата баба од Брајчино која доека никој не размислуваше на Балканот направи селски туризам? Па мислам и на неа и на незините предприемачки гени, која да го разви туризмот. И еве користам прилика да ја поздравам. Мислам и на мајка ми и татко ми, тој микс на гени и воедно не само гените, туку и начинот на воспитување додека сум растала. Мислам дека одиграл клучна улога. И затоа викам дека се враќам на 21 година, дека не ми беше дали ќе ме прецепираат како бидејќи сум жена ќе се изборам, туку повеќе колку сум млада и како ќе ме прецепираат кога ќе влезам со сериозен настап, а сум многу млада, не повеќе за дали сум жена или девојка. Уште еден предприемач, Ангелка Пеева. Освен што сте познати од времето кога бевте пратеник во собранието и прилично енергична тогаш млада жена, дали денеска кога раководите Шо вистина султанатот, дали тогаш ја чувствувате енергијата дека еден ден ќе не поробите во имидж пиар и ќе раководите со еден таков тим кој е исто така доволно креативен, а кој има доста комбинација на жени и на мажи? Во животот треба само бидете храбри, да верувате во себе и се останато доаѓа следствено на тоа. Пиарот како професија во времето кое што вие го споменувате не беше познат. Нити пак имаше некој да го работи овде, нити пак имаше каде да го научиме. Значи, Имидж PR е првата пиар агенција во Македонија, основана 2002 година и е расадник на другите агенции кои што понатака се разбира, се појавија кај нас и сега ги има многу повеќе. Значи, во тој период едноставно мене професија ми беше политиката, но во еден момент сватив дека можеби е подобро да се посветиме на нешто пореално, што ќе донесе реални резултати, затоа што предизвикот што го носите во себе треба да го реализирате и да дадете нешто што ќе остане позади вас како белег на вашето постоење. Ни научила или предпоставувам дека генетиката е врзува за семејното стебло. Пиарот го научивте од својот покоен сопруг Лауренчич, кој беше еден од врвните мајстори пред 15 и 20 години со компаниите во Македонија, кој го донесе практично значењето и важноста на брендирањето. Да, таа дебата помеѓу PRG-ите и маркетарите е вечна дебата. Тоа се две сосема различни професии. Можеби предизвик беше да го челенџувам токму Иво со еден друг сегмент во комуникациите, кој што не е маркетинг, не продава, туку е работи на репутацијата на компаниите и на институциите и се вика PR. Тоа беше предизвик кога му рековте на Иво, јас си одам, не сакам да бидам службеник на Иво Лауренчич. Од прилика така. Од прилика така. Јас се откажувам од султанат. Навреме беше ова. Професорке, ако се присетам на сите колумни што ги напишате за родовата еднаквост, не можам да изцитирам ни еден, меѓутоа знам дека има во вас енергија. Чомовски, еве ексклузивно за вашата емисија, дел од колумните излегува во книга која што излезе на 31 декември. Значи во текот на следниот не си уште не сме промовирале заради празниците. Еве во текот на следниот месец. Како е насловот на книгата? Се вика Културна фабрика, огледи за родот, градот и популарната култура. Меѓутоа тоа е избор од колумните кои ги пишав за Глобус и за Нова Македонија. Значи врзани околу 3 оски, се разбира родот и сексуалноста се главните теми. Зашто и родот и сексуалноста секој се врзува за жената, а не за мажот? Кој ги врзува само за жената? Македонската наша провинцијална култивирана средина.
некултивирана, како сакате? Не, апсолутно. Прво, нашата средина се согласувам дека е во голема мера некултивирана и од тука и мислам дека тие колумни направија своевидна револуција затоа што отворија многу теми во македонската јавност за кои што дотогаш не се зборуваше јавно и гласно. Јас добивав многу коментари во тоа време од читатели и подпишани уште повеќе од оние анонимните во кои ме осудува за неморал и за отворање на сомнителни и теми кои што го подриваат патриархалниот поредок кој што така убаво си царува кај нас еве и до ден денес. Ги разбивате општествените табуи, а ми се чини и дека социјалниот и семејниот амбиент. Вие сте во врска со мешовит, да речем, комплот на комуникација и така натаму. Што значат родовите представи во македонската и албанската култура и социјалното живење? Дали, да речем условно, македонската жена и албанската жена се под исти именител над оваа средина, на етникусите, на различната култура и како се проткајуваат? Во голема мера постојат сличности, бидејќи сите ние, и македонската, и албанската, и сите други жени од другите етнички заедници кои што живеат во Македонија и воопшто во Балканскиот регион, генерално подлежат на некакви исти карактеристики. Тоа се се уште жени кои што се борат со патриархалниот поредок, кој што е доминантно присутен на целиот регион. Се разбира дека постојат разлики помеѓу различните групи, меѓутоа тие разлики не се само врзани со етничката припадност. Ќе најдете разлики помеѓу младите и старите жени, помеѓу урбаните жени и жените од руралните подрачја, помеѓу жените кои што работат и жените кои што одлучиле да се посветат на семејството. Значи, разлики се разбира дека постојат во различните категории, меѓутоа сепак Балканот е еден регион во кој што во голема мера се забележуваат и можеме да ги следиме истите матрици. Правиме обид за политика, иако ве донесов најмногу за политика, иако со вас може да разговара човек за образование, за предприемаштво, за економија и така натаму. Ако си дозволам луксус да ја цитирам Радмила Шекеринска, која деновиве на провокативното наше прашање дали ќе се кандидира, одговори зошто по дефолт сметаме дека жената не може да биде председател. Што е тоа што во македонската средина изборот на функциите или квантумите по избор на пратеници, на членови на влада, секогаш има родов предзнак. Мора да има 30%. Македонија не памети дека имала премиерка, не памети дека имала, освен спикер Ката Лактова пред 40 години, комунистите беа повредни. За разлика од тоа, една хрватска има Колинда Грабар, Романија има премиерка, Србија има Ана Брнабич, која без скрупули зборува за сексуалната своја ориентација. Што е тоа? Што се уште кај нас да зборуваш, например, за номинација на жена за председател, представува на одреден начин израз на нашиот конзерватизам или на нашата недозреаност. Ангелка? Јас не сум сигурна во вашата констатација. Јас не сум сигурна дека Македонија не е подготвена на таков чекор. Мислам дека се тоа паушални предпоставки. Немам истражување кое што ќе каже гласачкото тело во Македонија не е подготвено да гласа за жена. Апсолутно немаме такво. Јас сметам дека гласачкото тело е апсолутно подготвено да гласа за јака и храбра личност. Дали жена или маж е второто прашање што ќе си го постават. Ние веќе со години наназад се угушивме во некакви колективистички стеги, кои што, за жал, ги изобличија и карактерите и ликовите на самите политички фронтмени во дадени ситуации. Затоа што мора да ја слушаат партијата, па мора да внимаваат нова. Значи, нема една свежина во политиката што ќе понесе и ќе поведе напред. Дали е жена или маж, тоа е сосема неважно. И затоа сметам дека констатацијата дека Македонија не е подготвена да има лидерка не е до крај точна, зашто ние немаме бројки за тоа. Македонија е подготвена за секој кој што сака да ја го врати достоинството назад. Ние скоро секаде имаме ситуации каде што е евидентно незадоволството од живењето овде.
Па само Македонија не се чисти снегот. Само Македонија може вака да се неуслужни луѓето во продавница. Само ние толку ја подценивме оваа Македонија, да мислам дека е време, дали е жена или маж, да се појави лидер кој што ќе го врати тоа достоинство. И тука нема родови граници или родови лимити. Има само желба да се излезе од колективизмот, кој што кај нас за жал, дали е политички или етнички или родов или било каков, веќе не угуши и ние немаме избор по тоа прашање. Да ја прашам директно. Деновиве Facebook на оден начин или ваш пријател ве номинира за претседател на државата, за иден кандидат за претседател на државата. Нормално е тоа. Како беше реакцијата на децата кои се пред школска возраст? Дали тоа го примивте со чувство на политички предизвик, бидејќи сепак бевте политичарка, дали го тестиравте јавното мислење, дали на крајот на краиштата сте подготвени на такви ризици? Таа приказна, односно таа идеја дојде буквално од некои Facebook постови кои што се поставија на тој ден, кога јас и не бев во Скопје, туку бев поканета како обучувач на тема стратешки комуникации и односи со јавност во Либерално-демократската партија во Струга. И видов некои луѓе после долго време, долги години, јас веќе 12 години сум надвор од политиката и сум фокусирана на нешто сосема друго. Едноставно дошла идеја дека можам да бидам потенцијален можен кандидат на таа партија. Иако ако го прочитате законот за кандидирање на претседател на Република Македонија, или мора да имате 30 пратеници, или треба да соберете 10.000 потписи. Значи тоа не е кандидатура за претседател на куќен совет кој сака. Туку има сериозни лимити. Таа вест многу брзо се залепи. Едноставно и за мене несватливо да јас нема време на моите две деца да им кажам што се случува. Морав следниот ден, од кога сето тоа излезе надвор, ги седнав и викам, може ќе прочитате, може да некој ќе ви каже, има желба за моја кандидатура за претседател на државата. Тоа во моментов е само идеја, ниту јас сум одлучила, ниту тој што ме предлага ги поминал сите внатрешни инстанции, но јас сакам да знаете што може да прочитате во медиумите и што може некој да ви каже. Ведран прв одреагира и рече, ја не сакам ти да бидеш претседател. Ме прашаат што работи мајка ти, ја да речам претседател на држава, тоа е стварно без врска. Да останеме на ова ниво, после ќе разговараме за Чекај, мора ми Вера да каже. И Вера, добро, да не ја пропуштим. А Вера кажа... Она е помалата. Она е поголема, она ќе полни 17 години во април. Ако сакаш ти оди, ние од дома не се селиме. Значи, јас знам дека кај живее претседателот, пошто учеа во Кочарацин, и јас таму не одам, а ти ако сакаш, оди. Така што, од прилика, тоа беше првиот мој филтер на оваа тема за која што, еве, ти ме чепна од страна. Да. Нина, млада си за кандидатура. Јас се извинувам што сум напрету, но ве чувствувам искрени пријатели и на куќата и на комуникацијата со вас. Млада си за претседателска кандидатура, да дај Господ да дочекам да бидете претседателска кандидатка. Како станува... Be careful what you wish for. Пази што посакуваш, така да не знам дали... Како станува лидер во една микросредина и што е недостига на Македонија на еден лидер кој, еве јас повторам, кој бил искрен, транспарентен, одговорен, издржлив, толерантен. Оти тоа е, како јас велам, и со Ангел кај правихме обед, Македонија е една микро-мала фирма, не е ни голема корпорација со која треба да раководи еден условно менаџер, без оглед дали имаме премиер. Поверете. Така да се биде лидер, мислам дека една многу прво одговорна, второ тешка и трето работа која што стварно треба да ја сакате да ја живеете и има многу дискутабилни студии, бев пред некое време во Америка на една школа и баш за лидерство се разговараше, вика лидер се ствара
И јас сум уште во фаза на дилема, кај што мислам дека и многу голем дел од лидерските таленти се носат или се ствараат барем од мали нозе, многу е потешко на нели по возрастен човек да му се допрва. Меѓутоа мислам дека добро кажавте, да, дека нашава држава е една мала корпорација и дека лидер треба да, дали е тоа на председателска позиција, дали е тоа во компанија, дека лидерите се тие кои што ги менуваат работите, ги движат работите, ги прават компаниите успешни или не, и секогаш позади една компанија стои човек. Дали е Амазон тоа што гледаме заради Джеф Безос, дали Алибаба е гигантот и Али Груп е заради Джек Ма. Значи секогаш стои лидерот позади компанијата кој што ги движи работите и ги прави. А како се станува и што се најважните квалитети? Јас секогаш им кажувам и на сите кога зборуваме и на настани и слично, дека викам дека луѓето се тие што ја прават промената во компаниите, ама какви ќе бидат луѓето, каква ќе биде културата, каков дух ќе си има, каква пасија ќе носат, дали ќе знаат која е целта на нивната работа и зошто го прават тоа, зависи од лидерот каква енергија носи и што прави во неговото водење. И баш на таа тема малце расчепкав, пошто нели ми спомнавте и родова еднаквост. И има многу студии кои што кажуваат дека жените можат да бидат, односно се многу подобри лидери, се покажале од мажите. Има една студија на Харвард која што е правена и интервјуирала, односно истражувала 7000 лидери на 16 компетенции или карактеристики лидерски. И она што е многу интересно е во кои две вредности, односно компетенции, многу ги аутперформирале или ги надминуваат жените мажите. Тоа е во преземање на иницијатива и водење за резултати. Значи, ние сме водени од сакаме да добиеме резултати, затоа што тоа е мерилото за успех. Сега и веднаш. Сега и веднаш. Или барем да знаеме кога. Да. А од друга страна работите во кои што се покажало дека се подобри, оваа студија на Харвард која што покажала дека се подобри жените, се донекаде и природни кои што сите би претпоставиле, а тоа е грижа за луѓето, градење на подобри врски со вработените. Сите знаеме дека најголемата криза денеска е ретеншн, односно задржување како на вработените, така и на клиентите и корисниците. И се покажува дека и баш и бев на една настан каде што зборуваше Джек Ма и он вика повеќе гледам да вработувам жени во топ менеджментот, затоа што едноставната стратегија дека знаат подобро да се грижат, а денеска единствената работа е кој знае подобро да се грижи за нашите клиенти за да ги задржи. За купувачите, за затоа што од компаниите се прави на одреден начин едно семено јадро кое комуницира со вообичаениот јазик на партнери или не, едноставно, значи нели има некои биолошки работи за кои што нели природно сме жените имаат поразвиени одредени способности, мажите имаат во други сфери. Така и сите би претпоставиле, затоа реков овие се некои карактеристики кои што можда ние поприродно ќе ги претпоставиме, како што е грижата, емпатијата, способноста за градење на врски и слично. Не се само вродени, тие се и многу научени вредности. Да, секако дека се учат и од мали нози понатаму. Ова е карактеристика на новиот ореол на македонската жена, на пристапот дека доаѓа, условно кажам, по еден политички матриархат во Македонија? Знаете, Чумовски, не, матриархат не е ништо подобро од патриархат. Јас не мислам дека е тоа целта кон која што треба да се стремиме. Работата е дека треба сите еднаш за секогаш да сватат дека во нашето општество постои сексизам, постои мизогинија, постојат реални обструкции на жените во секојдневието, во професиите, во функционирањето. Во политиката исто така. Од тука жена председател, една жена може да биде подеднакво добар председател како што може да биде и еден маж и уште тоа да го прави на високи подпетици, нели? Ако парафразираме. Значи не станува за збор само за родот. Меѓутоа лимитирачки е сега кога зборуваме за една сериозна функција како председател на државата да размислуваме само на родот. Тоа може да биде само една од карактеристиките. Сепак жените во политиката докажале низ својата борба и низ своето челичење во тој машки свет на политиката, се уште политиката кај нас е доминантно машка игра, докажале дека се тврди, дека се сериозни, дека се професионални, дека се посветени, дека се успешни. И тоа е еден квалитет плюс за кој ние сме сигурни дека жените во политиката го има. Има оваа средина приближно надрасната овој дел на досегашниот, да речем,
конзерватизам? Јас мислам дека доле помеѓу гласачкото тело работите ќе одат многу полесно, бидејќи не мислам дека луѓето ќе имаат против да имаат лидер жена. Мислам дека борбата и многу потешко ќе им биде на тие жени да се изборат во сопствените кругови, односно во врхушките на политичките партии кои што треба да застанат зад нив. Не е прв пат ние да, условно кажам, да номинираме жена председател. Пред 10 години професор Хоџа беше одличен кандидат, со многу емоционална и политичка зрелост. Ја изведе целата операција на потребата од толеранција во општеството. Сме имали кандидати жени за градоначалници и се, меѓутоа дури и тие примери ни покажале некакви двојни аршини кои што постојат во политиката. Сетете се само колку пати во медиумите сте прочитале за тоа како се облечени тие жени, дали ланчињата биле во согласно со функцијата која што извршувале. На последните локални избори кога имавме кандидатка за градоначалник на град Скопје која што не користи шминка и не одеше на емисии со фризура, имавме една страшна, на Фејсбук и на социјалните мрежи имавме еден страшен отпор како може жена која не се грижи за својот изглед на тој начин да сакаме да го води градот. Се уште има прикриен сексизам кој што и еден притисок кој што мажите воопшто не морат да го... Јас со Сергеј стално се довикувам на одреден начин, бидејќи обседнато сме нели ова женска, да речем, вулгарност на екраните. Ја му викам, чекај, овие бодибилдерите што се сликаат голи, со татуи, тие не ти се предизвик, не е тоа исто така една груба варијанта на сексизмот или на вулгаризацијата? Апсолутно, јас сум пишувала. Да му кажете на Сергеј да се занимава. Зошто има толку малку голи машки тела на медиумите? Инаку дека сте жени, мора да им кажам на гледачите, си дојдете со чизми, си облековте елегантни чевли, што е на оден начин однос и кон телевизијата и кон мене, и благодарам за тоа. Продолжуваме на темата со Ана Мартиновска, Нина Ангеловска и Лауренчич Пеева. И натаму го држите на овој систем на двопрезимечност? Па да, јас сум Пеева Лауренчич. Мојот сопруг е покоен, меѓутоа моето презиме е тоа. Иако повеќе сум Пеева. Ај сега да не останеме на рамништето на родовата перцепција. Што во овој момент пред предизвикот да имаме еден баланс на силите, една личност или личности кои треба меѓу себе да комуницираат во извршувањето на властта, ќе ни недостига или треба да го профилираме идниот председател на Македонија? Ја реков, кој да биде, нема да биде полош од Георги Иванов, но се надам дека на Македонија треба многу подобар и многу... На Македонија треба свежина. Прво и треба свежина, тоа го кажав и претходно. Треба една мотивација, да ние сепак погледнеме и видиме дека не е се толку страшно, колку што ние сами го правиме да изгледа страшно. И тоа е сосема разбирливо ако се вратите наназад за 3 години од Пржинскиот договор до денес. Мислам дека ни оние што се директно вклучени и актери на политичката сцена не се свесни за одлуките, потезите, процесите и промените што се случува во овие 3 години на политичката сцена. При тоа ние имаме едно вртоглаво менување на елементите, ние ги следиме дневно, луѓето се комплетно вовлечени во тој бубањ. Тоа е како центрифуга во машина и никој не излегува од тоа. Натрес, едни се во едниот бубањ, другите у другиот, третите у третиот и се однесуваме колективистички. Тука прашањето на родот и жената е апсолутно некаде десето. Мене ми е многу интересно што ова стана тема сега. И фино е малце да зборуваме и на таа тема. Иако јас тоа не го признавам, дека затоа што сум јас жена, треба да имам некаква повластена позиција. Едноставно не ја сакам. Сакам да ја заслужам, како што и Нина тоа не го сака. Но тоа што е видливо кај нас е дека треба поединци кои што ќе дадат надеж, свежина, но и реални резултати да испорачаат кон гласачкото тело. Ние немаме за што да кукаме. Имаме се што ни треба да бидеме добра земја. Да се изменаџира, да имаме агенда, да знаеме што правиме, да им кажеме на тие млади луѓе што ги чека и да не кукаме. Тоа е
сметам лидерскиот капацитет што дали председателот или тимот кој што после завршувањето на овој процес кој што трае веќе 3 години, а се однесува на уставните измени, ќе донесе еден нов предизвик за сите политичари во Република Македонија. И нема криење позади колективитетите. Треба да се покаже капацитетот на поединецот, да менаџира и да носи и лесни и тешки одлуки. Затоа што ние политичарите ги плаќаме за да одлучуваат и лесни и тешки одлуки, а не да чујат што сака граѓаните, па да одлучат така во тој период без оглед на тамошните штети. Да се граѓаните тие што треба да одлучуваат, тогаш ајде ќе отидеме во анархија, па ќе се одлучуваме сами. Професор, како се направи овој нужен баланс и на личност и на функции? На Македонија мала држава и не и треба битка на суети, не и треба, веројатно предполагам, битка на такви парцијални и клиентелистички интереси. Како да излеземе од таа бара на невозможното, да речем? Па, ништо не е невозможно. Колку сте оптимисти, ми станува да си одам, да ви кажам. Навистина сакам да бидам оптимист, иако многу пати се троши и оптимизмот, се соочуваме со многу ситуации кои ни го трошат ентузијазмот кој што целиот свој живот го вложуваме во нешто. Јас верувам и во индивидуалните капацитети, апсолутно тука сме на иста линија. Верувам дека постојат луѓе кои што се доволно отворени, кои што се доволно ослободени од суета, кои што имаат едни широки либерални погледи, кои што се прогресивни, кои што носат европски дух, кои што умеат и кои што имаат визија и кои што имаат сила да ја спроведат таа визија. Такви луѓе и сега гледаме на некои позиции, нели? Може би се тие помали, меѓутоа имаме ние воопшто луѓе кои што се апсолутно ја заслужуваат мојата доверба за она за што се нафатиле да го правиме. Еве на локално ниво да ви кажам, јас сум жител на општина Центар. Председателката на Советот на општина Центар, Јана Белчева Андреевска, за мене е еден од тие примери на луѓе кои што се борат со системот секојдневно и која што секогаш има европска и сериозна визија за промени во општината, за правење на општина померка на луѓето, наспроти мнозинството во Советот и од луѓето кои што така се... Не зборувам, значи, сакам да кажам, верувам во луѓето, верувам во жени, верувам во мажи кои што сакаат и умеат нешто да променат. Колку системски сме подготвени да се ослободиме од фалинките на општеството во кое што живееме, тоа е веќе поголемо прашање од мојата експертиза. Корупцијата, судскиот систем, тоа се се сериозни прашања со кои мораме да се соочиме за да влеземе, нели, чисти во секој нов процес. Да прашам, например, утре да бидете председател на држава, би потпишале, например, указ за воена состојба? Чомовски, јас ниту имам претензии да бидам председател на држава. Да речеме, прва дама многу повеќе би ми лежало, бидејќи таа има ингеренции во областите за кои што јас се чувствувам компетентна. И мислам дека секој треба да се држи до своето атарче. Значи, јас се бавам со културата, се бавам со образование, се бавам со правата на малцинствата, се бавам со социјална инклузија, се бавам со правата на децата со посебни потреби. Политички лидери меѓу предприемачите. Зошто, например... Па, јас не мислам дека и сега бизнисот и политиката не играат во спрега. Мислите дека тоа уште повеќе ни треба таква коалиција? Културните авторитети или личности се појавија на оден начин јасни пореви ова време за политички амбиции, за реакции и така натаму, што е легитимно на крајот на криштата. Нина, јас не го познавам овој вашиот корпус на младата генерација лидерски. Сами рековте дека сте, на овој начин бевте на некакви меѓународни собири и така натаму. Сами сте држале предавања и презентации пред меѓународни лидерски средби. Што е тоа што странците ве учат, а што ние не го знаеме? Мислам дека имаме многу за промени, а волја дали
јас сакам да бидам оптимист и јас сум секогаш вечити оптимист. Ајде, речи, затворете. Ама тука не можам да кажам дека гледам многу волја, нели светот многу се менува. Зборуваме сега еве како што кажа професорката дека си е компетентна за незините нели области, јас сум повеќе насочена на кај бизнис и дигитализација. И светот и дигитализацијата нели го промени начинот на кој живееме и социјалните медиуми кај нас тоа што го гледаме, например, покрај тоа што нели вредностите се разнишаа годиниве наназад и тоа нормално и кај младите, не само кај возрастните. Се повеќе и повеќе се сведува све на скролање и на хейтање и кој што кажал и на читање на безцелни работи наместо на добра волја на тоа како ние да се менуваме и како еве младите како одговорни должна сила да направи промена во општеството. Што е тоа што научат странците е нешто што од мали нози мислам дека треба многу да тргнеме, имаше баш УНИЦЕФ една програма дека треба да тргнеме од домашното воспитание какви идни лидери одгледуваме или одгледуваат родителите, што тоа ги учат, за да дали родова еднаквост е тоа и како ќе се однесуваат понатаму со жените, дали е тоа каков ќе биде нивниот став дека ќе треба да живеат во општество кое не секогаш е праведно, кое ќе треба да се изборат за да бидат добри, треба да знаат дека све доаѓа по заслуга и тоа да е правилниот начин да им биде сладко дека треба да дојде по заслуга и тие да бидат рол модели, наместо рол модели да бидат оние кои стигнуваат полесно или кои што добиле насервирано и тоа е жално што јас сум оптимист, па ќе кажам, ама некако живееме во некој бабл на се дружиме во луѓе со квалитетни луѓе кои што ги има еве веќе стануваат на прст да се избраат во кругови кои ќе патувате често и излегувате нели добро ви доаѓа зашто сте надвор па ќе се вратите дома фино. Гледаме устранство нели како е, се враќаме тука. Нивото на разговорите и сето сега ќе кажеме бефе во Америка 5 недели, таму па премногу пакуваат. Ја викам све и фидбекот негативно нешто е со цвеќиња на кинџурено, да не го сватиш, викам па кај нас вака да го кажеш нема да сватат дека негативен фидбек си дал. И ние треба некоја граница да имаме. Можда сме некојаш преостри директни. Се слагам дека треба некоја граница, ама мислам дека имаме многу пати работа. Треба да се фатиме и да работиме и да ги Кои се контроверзите во твојата област? Добре, значи, денеме прочитав дека 100 милиона конечно стигнуваме на е-бизнис, нели? Во онлайн продажбата и истовремено над 75%, па мислам дека веќе стигнато и над 80%, имаме опфатност со интернет, што е една модерна варијанта блиска до Балтичките земји. Ако тоа го имаме, или се обидуваме да имаме, стануваме малку посовремени или ги ставивме целиот амбиент на своевидно, пак повторно пледирам кон провинционализмот, да се сликаш на интернет, дал си гол облечен и така натаму, да се пофали што си купил. Внуците или вашите деца цел ден се на интернет на игри, а не на продухување. Ја денове проверив едно од моите внуци што прочитале, вика што има да го читам, има си жена на интернет. Да, сега вака, тука има две прачања потегнавта. Едното е за игрите и дека децата се нели нон-стоп онлайн, од друга страна, кога гледаме позитивно новиот свет и дигитализацијата и тоа дека децата се нон-стоп на интернет играат игри, тука пак го цитирам овој директорот или основачот, гигантот Джек Ма, кај што на едно предавање кај што бев присутна, вика порано мислев дека игрите и екраните се waste of time или трошење на време за моите деца и не им давав да седат многу. Ама сега сватив вика со тек на време дека тоа е единственото нешто кое што ги поврзува син ми кој што има 6 години и мајка ми која што има 76 години. Значи наоѓаат заеднички јазик преку паметните уреди и преку тоа дали е тоа да играат игри, порано ние на табла на љути се човече сме играле. Сега има Farmville еден куп игри кои што нашле заеднички јазик за да се дружат и комуницираат двете тотално различни генерации. Ама ја го гледам решението од дигитализацијата и за корупцијата и за половата, родовата еднаквост и за се, затоа што не знаете кој седи позади компјутерот. И затоа што ако еве сега имаше една стратегија за отворени податоци, која што ја промовираше нели министерството, и иако е се уште во зачаток, нели, сега еве работиме на транспарентност да ги извадиме податоците, мислам дека ако ние документот единствено може да го добиеме со клик и онлайн со идентификување,
тогаш нема тука дали се знаеме со некој, дали ќе стигнеме преку ред или нели оние шегите што ги има сите чекаат ред, само македонецот вика само да прашам нешто. Така да тука и пак се враќаме на културата. А инаку во однос на трговијата имаме прогрес, да. Меѓутоа секогаш дали стоиме добро, треба да се споредиме со другите земји за да видиме како стоиме. Да споредиме со нашата куповна моќ, оти тоа е. Па и со нашата куповна моќ, ама и ако споредуваме интернет пенетрација и колку процент од населението купува онлайн со сите EU земји, ние сме, иако викаме 80% интернет пенетрација, 30% од интернет корисниците направиле онлайн нарачка во последната година, сепак сме меѓу последните земји отиде светот напред. Ние стоиме. Да, Англија скоро 90%. По вашето стампедово успехот, тоа очигледно дека прифаќа средината, затоа што Групер МК стана некако синоним на онлайн продажби или како викате купување и сте лидер на трговијата. За сите тројца, за сите три, видите како дефектно развиваме, машки род. За сите три прашањето е што инаку Ангелка го профилираше. Имаме ние свежи луѓе. Тргнуваме од нина и од твојата перцепција, не од Еве, свеж. Треба да чекаме уште 15 години. Па добро, јас само покажувам. 14. Мислам дека треба да излеземе од чаурата на дека политиката е основното движечко средство во едно општество. Не е така. Тоа е кај нас, ние немаме селебрити, кај нас селебрити се политичарите. У нивна земја тоа не е така. Кај се тука луѓето од бизнисот? Кај се тие што реално создаваат вредност? Тие се селебрити. Да не се они, нема кој да плаќа данок. Ако не плаќа данок, нема плата во државната администрација. Значи Нина и таквите како Нина, мали, средни, големи предпријатија, кои се тие луѓе? Тие луѓе имаат агенда на денот, знаат што работат и испорачуваат резултати. Како што тоа го прават во своите компании, може да го прават и во одредени, но тоа е веќе одстапка за нив. Значи, хуман гест кон својата земја. Затоа што ние во овој момент треба да направиме некакво придвижување во тој правец. После завршувањето на овој галиматија со овие политички процеси кои што би требало веќе да се окончаат оваа пролет. Професорки, кај ги бараме? Меѓу мене, вас, моите внуци, вашите потомци? Тука се, јас работам со млади луѓе, чоми... Не, интересен феномен е шарената револуција и студентските и наставничките, да речем условно, протести, нели? Која крена нивото и адреналинот на демократските процеси во Македонија, главно ги водеа жени. Да, и трите дами од СЈО беа еден вид на заштитен знак на голем дел од тие процеси и тоа е известна револуција женска, ако сакате, во таа смисла, бидејќи тие срушија многу стереотипи за тоа како треба да за жените во кои што се на функција и кои што се во некаква позиција на моќ во македонското општество. Фатиме Фетај дополнително сруши уште не еден стереотип кој што го имавме за жените албанки во Македонија, особено оние кои што не доаѓаат од Скопје, туку од помали места во внатрешноста на Македонија. Така да, навистина тие придвижија некои работи. Имаше големи истражувања и за улогата на жените во првите редови на револуцијата, што значи дека не велам дека претходно жените ги немале. Ние доаѓаме и за тоа разговаравме претходно во една традиција на социјалистичка земја во која што жените секогаш биле активни учесници во процесите во општеството, па и во борбите кои што се воделе и во револуциите. Мислам дека само сега стануваме поотворени за и тие добиваат на видливост. Значи, се повеќе го нормализираме тоа нивно присуство и нивната поврзаност со моќта, со функциите и со политиката. Се промени времењата за Клара Цеткин и Роза Луксембург, ама Европа прифаќа веќе челични дами од типот на Тачер, на Меркел и така натаму, што ама сите тие не се израз на, да речем, условно на она што ние го викаме програмирано лидерство или автохтоно лидерство. Тоа сепак се личности кои произлегуваат од една јасна партиска и идеолошка матрица.
Па не мислам дека ни некои состојби таму во Европа треба да ги идеализираме, затоа што на глобално ниво можеме да следиме многу слични процеси. Значи учеството на жените во политиката на светско ниво е 23%. Да речеме. И сега вариациите одат до некакви максимални 40% во скандинавските земји, во Јапонија да речеме да паднат на 5% или во афричките земји на уште помалку. Значи не е дека ситуацијата е идеална и таму некаде. Не да зборуваме например за Америка. Иако тоа не е моја омилена литература, летово да речеме понесов помалку книги од што ми беа потребни на одмор, па читав биографијата на Хилари Клинтон, која што зборува за тоа што се случило на изборите и зошто во нејзиното видување таа ги изгубила изборите. Се разбира не е дека родовиот фактор е единствениот критериум, меѓутоа таа сведочи за низа на процеси во кои што родот игра сериозна категорија во односот на американската јавност кон неа. За сметка на тоа го добија Трамп, меѓутоа сега после тоа во Америка се случи во Конгресот една нова ситуација во која имаме за прв пат 102-103 жени и тоа различноста оди многу повеќе од тоа да имаме само жени. Не е поентата само во жените. Отвореност кон сите малцинства и сите. Значи имаме жени муслиманки, имаме жени со хиџаб, имаме жени кои што со хиспано потекло во Тексас, имаме повеќе жени со друга боја на кожата и така натака. Значи отвореноста кон сите категории на можноста сите да партиципираат на свој начин. Дали е известна машката супремација во политиката? Кога зборуваме дека сега треба да определиме 30% граначалнички, 40% пратеници и така натаму, и дека тоа квантумот на така наречената формална, а не фактичка рамноправност. Па тоа е Тоа исто како да тоа е вид на дискриминација. Ај се смени се од лидерската позиција да дојат низините партнери. Квотите се вид на позитивна дискриминација. Не, мислам дека е исто како да се каже во компанија дека во високите топ менеджмент или во управните одбори треба да има толку и толку процент на жени. Не да се трна лидерот, пошто не е тоа барањето. Ама мислам дека тоа е резултат на тоа затоа што претходно и што се вика glass ceiling или стаклен таван или како му доаѓа. Да, тие невидливи граници кои што тоа е во превод ако маж и жена имаат исто образование, работеле исто, имаат исти компетенции, да дојдат за истата позиција, ќе го побараат мажот и ќе го напредат мажот, а не жена. Ама тоа и американското општество е... И затоа е таа позитивна дискриминација. Апсолутно и американското општество. Мислам ова се секаде буквално. И затоа мислам дека на тоа се должи таа позитивна дискриминација, за да жените кои што имаат исти компетенции со со мажите да добијат шанса да квалитетите стигнат, затоа што еве ако видиме наназад не стигале, кога што гледаме нели ако видиме историјата, јас да ви кажам дека се изненадев многу што годинава прочитав дека во Саудитска Арабија жените оваа година минатата за прв пат добија права да основаат фирми без писмена согласност од маж. И да возат. И да возат. И од таму мислам дека ние сме добри како општество. Јас сепак ќе кажам, ние не сме толку лоши во тој сегмент на родовата етика. Не сте до бројките, јас сакав тоа да кажам. Не е до статистиките и не е до бројките. Претходно. Дури ме чуди, например, имавме ние пред 2 години барање од организации, женски организации за зголемување на бројот на породилно отсуство од работа на 18 месеци. И сега, тоа е контрадикторно со ова што го зборуваме. Ако мене ме нема на работа 18 месеци, моето менаџерско место нема да постои. Веќе друг ќе го заземе. Иако сметам дека трендот во менаџментот е повеќе емпатија кон корисниците и потрошувачите. А тоа е основно кај жените. Жените имаат повисок IQ, емотивна интелигенција. Денеска емотивната интелигенција е многу повредна отколку IQ. Значи, времето на IQ е поминато. Времето на емотивната интелигенција доаѓа. И во бизнисот, но и во политиката. Помина времето на суровото водење и хиерархиското водење на компаниите. Полека доаѓа и кон нас. Тој бран има многу издадени книги токму на оваа тема.
Тоа ќе се преслика и во политиката. Се повеќе ќе гледаме политичари на земја. Уште нешто сакав да додадам во врска со моабетот. Бројките сами по себе не значат ништо. Тие може да статистиките можеме да ги оствариме, а реално тие жени да немаат реална моќ да направат промени какви што треба. Во таа смисла, нели и да не генерализираме. Мене лично многу поблизо ќе ми биде некој маж кој што се залага за феминистички, кој што има феминистички светоназор, отколку жена која што има конзервативни сваќања. Значи, не можеме само да ги ставаме во тие фиокички родови. Конечно и родот е многу поширок од овие две категории. Нина, најгрубо прашање. Денеска велат на жените не им требаат мажи веќе. Не мислам така. Јас мислам дека успехот лежи во различностите, дали се тоа мажи, жени, различни возрасти, дека и различни ставови, различни сваќања, различни раси. Мислам дека највредните и најдобри работи може да излезат точно од спротивставени ставови и од различности. И исто така се согласувам дека не треба да генерализираме, а тоа дека двата пола си требаат, како што дали жената треба на мажот или мажот на жената, мислам дека тоа нема да избледи каква сака дигитализација и технологија да дојде. Не сакам да употребам она изветрена фраза дека за секоја успешна жена стои, за секој успешен маж стои жена. Мислам дека еден ден обратната релација ќе биде сосема нормална. Поштувани гледачи, досега разговарав со три дами на една единствена тема. Какви се нашите подготовки социјални и општествени да имаме, да речем условно, идна председателка или мајка на нацијата, како што денове чув од Гордан Георгиев. Нина Ангеловска, Ана Мартиновска и Ангелка Пеева Лауренчич. Ако сте подготвени, ако сте спремни да ги прашате нешто, уредете 10 минути ќе ги отворам телефоните за вас, но се надам ќе имате сосема респективен однос кон вечерашниве дами. Додека тоа не се направи со нашата режија, отворете ги телефоните, после тоа ќе продолжиме. Сакам без ваш коментар, ако сакате може. Денове вечерва се одива една невообичаена преписка. Никола Груевски праќа аманет од Будимпешта, издржете патриоти, нели? Доаѓа ново време дека ова издајство ќе го вулгаризираме. И имате реакција на неговата довчерашна најблиска соработничка, екс-министерката за полиција Гордана Јанкуловска, која вика лесно ти е одовде 800 километри да делиш лекции и да мобилизираш. Јас тоа првата моја реакција беше тоа е преписка меѓу еден женски маж и една машка жена. Се разбира, има на Фејсбук остри коментари и за едниот и за другиот, но не сакам тоа да го ставам во овој контекст на дебатата. Ако има гледач, добро вечер. Ало? Да, повелете. Добро вечер. На телефон е Јован. Сакам прво да ги поздравам дамите, како доста мудри, паметни и женствени. Мислам и мојата порака во врска со оваа дискусија дали да биде маж, жена или може би трета личност, затоа што сега и третите личности се признаени и мораме ние реално да разговараме како едно општество кое што треба да биде во Европа. Се сложувам со господјата, односно Лауренчич, ми се чини дека беше презимето, дека е битно да биде здрав, паметен, умен, мудар, водител на, да кажеме, фамилијата, бидејќи ако ја водиме мудро, односно на овие начини фамилијата, ќе можеме да бидеме и председател, и собственик, и директор, и се поред. Ете, тоа е моето мислење и завршам тука. Јован, ви благодарам многу. Следниот наш гледач, добро вечер. Не сум само ја што видели комплименти на почетокот. Добро вечер, следниот гледач. Ало? Да, повелете. Во програма сум? Во програма сте, да, повелете. Ало, добар ден, добро вечер, односно би сакала да поздравам сите во студиото, уживам во разговорот. Оно што како коментар од моја страна ми било за некои нереални позиции кои што известни жени на позиции во нашето општество ги имаат,
особено за оно што господата Пиева Лауренчич го кажа. Јас ја разбирам незината комотна и сигурна позиција како жена во мојот на жените во нашето општество и како се жртви не само на насилство и не само на оневозможен пристап до разни услуги и сервиси, туку апсолутно им се оневозможени да не напредуваат во своите професионални инспирации. Ако некој сака, некоја жена сака да биде председател, а треба тоа внатре партиите да се демократизираат доволно за да истото и го овозможат. Имавме примери кај што жени беа првиот човек или првата личност на партиите, но демократската атмосфера во нив не им даде да растат доволно за да можат да го променат и само и нивната партија, но и општеството воопшто. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам. Да, ова е едно или коментар на... Ова е едно од тезите кои што јас ја кажав. Мислам дека внатре во партиите е вистинската битка и дека жените за жал тука може да изгубат својата досегашното искуство. За жал покажува дека ние големите партии кај нас дозволија многу малку жени да влезат на раководни, на високи функции. Иако сите жени кои што или речиси сите жени пак кои што ја добија или се изборија за својата шанса, постигнуваат успеси најчесто и поголеми од оние на нивните колеги. Благодарам. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Чомски. Добро вечер. Поздрав до вас и до дамите. По однос на темата, прво ќе кажам, вака, моje лично мислење, мажот без жена е пола човек. Значи, егал е работата во однос на председател. Што стеја е проблемот? Проблемот за председател е дали е доволно искусен, способен и мудар. Што значи дека кога ќе се појави, независно од полот, една Меркелова или Тачерка, значи да се види дека таа особа, независно од полот, е способна, апсолутно може да биде председател. Јас не се согласувам со овие коментари сега во расправата кој ќе биде председател. Човек на 30 години, извини, не ги разликувам по години, ама јас знам што сум знаел на 30 години, а и вие веројатно знаете, со таа возраст и тоа искуство не може да биде председател. Добро, ние во Македонија имавме не најстрикно решение на млади премиери до 30 години, иако сега цензусот за председател е на 40 години, но дали сега прашањето ми е дали младите се доволно зрели, а зрели се, без оглед на цензусот на годините, да преземат одговорност за раководење? Не се согласувам. Види, пошто, пати, тој што ја поминал реката, знае како да го помине океанот. Јас знам на 30 години грло му јагоде, разбираш? Ама треба знаење, мудрост, искуство. Јас во однос на сегашната ситуација нема да рекламирам некоја личност, секоја чест на тие кандидати. Јас само една лично знам што ги има тие особини што може да биде председател и татко на државата. Ама за тоа, потоа. Секоја чест и поздрав на дамите. Ви благодарам многу. Добро вечер за следниот гледач и после ќе поминеме на коментари од моите вечерашни соговорнички. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер, Чом. Добро вечер. Да поздравам од секоја си правил најдобри емисии, да ги поздравам гостинките. И би дал една мала слика за идеи како да одбереме правилно председател и нешто во врска со жена председател што може би не би се сложиле гостинките, а би сакал да ми одговорат. Прво и основно, првата идеја ми е да се смени законот председател на држава да биде над 60 години. Тој ќе биде и на некој начин искусен и на некој начин проверен дали е успешен како личност и така натака. Машко-женско не е толку битно. Но јас пишувам сега, издавам ствари книга, во која што има една парола што е измислена од женскиот свет, пред се од феминисткините, дека позади секој успешен маж стои успешна жена. Не, дами мои, обратно е. Позади секоја успешна жена
стои успешен маж. Или е тој нејзин брат, или татко, или сопруг, или љубовник. Теа да не навлагаме до крај, би сакал да ми кажат на таа тема. Сега, другата идеја. Председателот треба да се смени законот, председателот во Македонија да нема врска со никакви партии, него секој граѓанин на Македонија што ќе успее да собереш 10.000 подписи, да има право да се кандидира за председател. Дали е жена, дали е маж, не е битно. Доколку не се вклучени партиите да лобираат преку оние нивни членови, па ете ги 10.000 подписи, па реклама да му прават и така натака, на тој начин ќе избегнеме она што ни се случува 29 години, што ни се случува таа партија што изгубила, што не победил нејзиниот кандидат за председател, да не го признава нашиот председател, па кохабитации, па така натака 350 перипетии кои што ни се смее целиот свет. Добро, ви благодарам. Имате фора за две прашања, да ги одговориме. Првото прашање, на овој начин со помалку индигнација професор Мартиновска го доживува. Па да, тоа дека за една жена не може да биде успешна сама по себе, туку мора да крепи било кој член на семејството или обкружувањето, е навистина депласирана теза. Има примери на жени кои што успеале да се изборат сами за себе во различни видови на професии. Мислам дека тоа важи и обратно, како да ви кажам. Јас воопшто не мислам дека треба низ таа призма да ги гледаме професионалните успеси. Приватниот живот е приватен живот, тој може, ама не мора да има никаква врска со професионалниот живот на една личност. Што ве стимулира, Нина, освен семејната генетика, во нови зафати, во нови идеи? Не зборувам на оваа варијанта родова стимулација. Мислам дека тука е пасијата за промени, желбата да се створи нешто, чувството од резултатите. Јас сакам целата игра и уживам истото и мислам дека се чувствувам дека стварно последна година беше најтурбулентна и најмногу работев на многу фронтови, ама се чувствувам дека работата ми представува хоби, не го чувствувам заморот после 15 сати работа и на секој му посакувам буквално да си го најде тоа што го сака, затоа што мислам дека тоа е најважното нешто, затоа што нема веќе таква строга граница кај што повлекуваме до 5 сат или било како. И на крајот на денот повеќе од пола животот го поминуваме на работа и треба да не е убаво да го работиме тоа. И мислам дека доаѓам од тој стрикниот клуб што сум среќна да го работам тоа што го Lucky Club има. Пева провокација за вас. А инаку само да кажам дека ова за возраста на прашањата 60 години, не за мене, за тоа 30 години кандидирање, не планирам ништо да правам. Туку светот се менува и светот го променија Марк Зукерберг на 19 години и Стив Џобс истот на 20-тите и Бил Гейтс и најголемите гиганти далеко од 60 години денес имаат. Имаат повеќе искуство од собрано од не знам колку земји да собереме. Светот се смени, брзината со која учиме, восприемаме, прецепираме, реагираме, се е променато и не можеме да... Тоа е на некој начин како што зборуваме за родова предрасуди, така и ова предрасуда дека годините по дефолт значат искуство. Како што јас... Може ли Македонија да ја води предприемач? Не од друго. Велат луѓето или народот вели, тој што не заработил еден денар, не знае ни како да ги потроши и многу лесно ги троши државните пари. Меѓутоа, што значи предприемачкото и духот предприемачки во остварување на една важна функција која има поливалентни функции? Многу значи. Да, јас мислам дека водењето на во кратко дека да, треба да се има бизнес призма. Прво, ќе се согласам со едно видување на професорката дека не треба и премногу да се меша политиката во бизнисот, туку дека треба да го остави да си ја прави својата магија. Мислам дека да, прво лидер е човек кој што луѓето сакаат доброволно да го следат. А второ, ако вие треба да му ги даете парите на некој,
И сега треба да одберете, мислам дека така треба да бираме. На кој поише му верувам да му ги давам парите, дали да ми направи подобар поврат, дали подобро да ми ги инвестира за да има подобра едукација, подобро здравство. И ако тргнеме од тоа како ќе мислиме ние ќе бираме председател, директор на хедж фондови на кои ќе му ги даваме парите. Не, ама така како се работи за доверба. Парите ќе врзуваат со доверба. Предприемач како дух или како функција? Како знаење. Како знаење, добро. Како знаење. Значи, сум била и во политичкиот свет и во овој предприемачкиот свет. Предприемачкиот е многу потежок, понапорен, ама многу поизвесен и дава резултати. И тие резултати ве прават да бидете задоволни, да одите напред, да создавате нови. Но тоа бара да станете са бајле во 5. И да легнете вечер во 12. И јас станувам у 5, и кажам, не сум спремен за такви саможртвувања, зашто биогенетиката ми е... Добро, ма и лидерските способности не мора да ги врзуваме и само со предприемаштвото. Секоја чест на двете дами. Во многу други области, во културата имаме луѓе кои што се извонредни лидери во невладиниот сектор. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Бидете, ве молам, само малку на линија. Пеја, заборев прашање кое на овој начин до вас допира. Како да обезбедиме, условно кажам, надпартиска личност? Во услови во која досегашната политичка генетика во Македонија покажуваше без албанците нема председател, нели? Без договори меѓу ВМРО, СДСМ и албанскиот фактор нема председател. Тој процес мора да почне. Дали тој ќе се случи сега, или за 4 години, или за следни 4, но тој мора од некаде да почне. Мора да има малце силни луѓе, храбри луѓе кои што ќе покажат една нова енергија. Но во секој случај ние мора да го изведеме тој процес. Тој либерален концепт еден ден мора да биде етаблиран кај нас. Без тоа ние нема да напредуваме. Затворени во бункерите, секој во својата политичка во својот политички бункер или во својот етнички бункер или во не знам каков друг бункер, само ќе не тапка во место. Ние бевме лидер на Балканот, ако се сеќавате, во еден период имавме многу прогресивни процеси и одеднаш застанавме и сега назадуваме. И сега мора да почнеме од негде. И да немаме страф од тоа. Не е важно кој ќе биде председател. Важно е што ќе се случува во општеството во следните години што доаѓаат. Едноставно, предолго сме во барата. Добро вечер за нашиот гледач кој е веќе вклучен. Да, добро вечер. Добро, повелете. Поздрав за тебе, Чомо, и до трите дами што се во вашето студио. Добро. Јас би рекол нешто околу тој председател кој што нашите господи и господици се сакаат да се кандидираат во Република Македонија. Не, грешка имате, ни една не номинира кандидатура, но легитимно право е и нејзино... Не, јас кажувам кој сакаат. Добро, важи. Кој сакаат? Прво и основно, секој, дали било машко, дали било господја и така натаму, треба да ги поминат тие сите канални редови кои во државата, од стопанство, од економија, од култура и така натаму, за да можат тие во текот на владењето на председателската функција да дадат свој доприноси во поглед на економија, стопанство, земјоделие и така натаму. Не да бидат само како фигури. Јас ќе ви кажам еден податок. Во Република Македонија имаме само еден председател кој што извршуваше функцијата онака како што одговара во една парламентарна држава на Република Македонија. Другите председатели беа многу несоодветни, неадекватни, нестручни во никој поглед. Ни во стопанство, ни во економија, ни во индустрија, ни во ништо. Така да, сега да не правиме една, речено така, една мала дискриминација. Сега одиме да била жена, да била маж. Не. Равноправноста во Република Македонија кон жената и кон мажот е еднаква. Еднакво имаме родово застапеност секаде во сите институции на Република Македонија. Тука никој дискриминација. Ве молам да не вршиме сега, пазите, досега било дискриминација. Чекайте, ве молам, не се жештите толку многу. Сакам директно да ја прашам. Чекайте само еден момент, ве молам. Имате семејство? Имам, да.
жена, деца, внуци и така натаму. Јас сум малцинство во моето семејство. Како? Јас сум малцинство во моето семејство. Добро. Малцинство сум, малцинство. Малцинство сум. Имам 2 ќерки и 1 жена. Па супер. Кој води сметка за парите и за креирањето на семејните приоритети? Заедно со сопругата ние водиме. Добро, фала ви. Очигледно дека сте остварили некој баланс. Ви благодарам многу, но уште само да ја подсетам на тезата на Нина Ангелеска, која подсети дека Цукербергер на 19 години формира фирма која денеска после 10 години има бруто општествен производ или тоа колку што се базира, колку што Македонија во наredните 10 години не може да постигне со својот бруто општествен производ. Да не зборувам, дури и кинезот почна на млади години за Добра, друга е неговата приказна. За Джобс, да. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Сметам дека жената као председател ќе постигне повише резултати од колку мажот. Бидејќи жената е постмирена и ги сваќа работите потемелно од колку мажот. Како интелектуалец, јас сум интелектуалка, ја можам да кажам дека сум била успешна жена во мојата кариера и сметам дека овие млади дами се успешни, но сепак треба да има искуство во секој поглед, во смисла од почеток до крај, да се нормално исполнети во секој поглед, како добри менаџери во својата професија и да имаат познавање од сите области во економијата, здравството и сите наши области што се однесуваат во врска со развојот на една држава. И сметам дека стварно староста би требало да биде ограничена, најмалку до 50 години, до 50 години и успешна жена постигнува доста резултати, има формирано и семејство, така да е исполнета во секој поглед и може да ги даде резултатите најповеќе во развојот на една држава. Добро, тоа е моето мислење. Ама ја не се согласувам со вас дека треба да бидат возрастни или над 60 години или возрастни. На крајот на гишната, замислете што ќе правиме со оваа млада генерација која е пред генерацијата за која сега ние разговараме. Сега се разговарам, повелете. Видите, може во право сте, например, тоа го потврдуваат овие млади дами што се тука спрема нивната возраст, постигнале доста резултати и имаат познавање. Многу е важно да имаат во себе лидерство, да можат да водат во смисла и држава и народ. Тоа се постигнува со нивното искуство и во внатрешноста на нивната способност. Чекај, ве молам, јас со гледачите и понекогаш и дискутираме и со вас. Можам да ги прифатам вашите аксиоми, хипотези, како сакате. Меѓутоа сакам директно да ве прашам. Ние имаме актуелен председател. Ако го профилирате неговиот габарит со ова за кое вие изборите дека следниот треба да биде, возрасен е, образован е и така натаму, задоволни сте со неговото управување со државата? Он треба да успее со државата, треба прво да има јасна представа и да го владее уставот и законот. Значи да владее правото. Секоја жена, ако и правилно раководи со некоја компанија, она се придржава на европските стандарди и правила на раководење. Добро, ви благодарам многу. Љубезни сте. Добро вечер за следниот гледач и тука некаде, ако има уште некој, би може да прифатиме за да продолжиме во финишот на разговорите со моите вечерашни гости, професор Ана Мартиновска, предприемачите Нина Ангеловска и Ангелка Пеева Лауренчич. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до вас и до гостинките, да ги оставиме, например, партиите на страна. Мене ме интересира гостинките да ми одговорат дали би гласале за жена председател само заради тоа што е жена. Ви благодарам. Добро, почињеме од експертот за родова еднаквост, професорке. Секако дека не. Веќе реков, жена со која што
со чии принципи на размислување не се согласувам, кој што има различна политичка визија од мене, која што има конзервативни сваќања, која што не се залага за вредностите за кои мене ми се важни да ги има нашето општество и која што нема верба во насоката во која што треба да се движи Македонија во иднина, може да ми биде подалечна од некој маж кој што има блиски сваќања до мене. Значи, само по себе... Тоа ми дела малку ексклузивно. Ако е прашањето на толеранцијата, треба да разликуваме прифатливост на различностите. Без оглед дали ви е блиска или не. Значи, различност, кога бираме политички представник наш, јас сакам тој да ги споделува моите политички ставови, мојата визија за иднината на оваа држава. Како тој би бил татко или мајка на нацијата, ако треба само и ексклузивно вашите ставови, а на другите 400-500 да не ги презема? Апсолутно не мислам дека треба само моите некој да ги представува Чомовски. Ама не би гласале за... Не се разбравме. Значи, мојот глас ќе оди кај кандидатот кој што ми е најблизок по сензибилитет. Се разбира, не жена маж. Не истото прашање. Јас едноставно ќе кажам нормално не. Дека не би гласала за председател кандидат само затоа што е жена. Нормално до сега разговаравме дека одлуката ја базираме на способностите и ќе се согласам нели со визијата и лидерството и тоа е една топка склоп интересна на која што сите би одлучиле тука, мислам дека не ради било каков. Тоа зборуваме за родова еднаквост, ние би биле во тој случај би дискриминирале. Да. Пева? Одговорот е ист, значи би гласала за секој кој што ги почитува индивидуалните права и слободи, без оглед дали е маж или жена, дали е албанец, македонец, турчин, ром, влав, србин, бошњак или било што, кој што ќе гледа државата како сервис на граѓаните, а не обратно. Ето, тоа би бил мојот, таму би отишол мојот глас. Поштовани гледачи, следите веќе 90 на минути дебата во која и натаму учествуваат Ангелка Пева Лауренчич, Нина Ангеловска и професор Ана Мартиновска. Јас, ако има уште гледачи, режија дајте да ги приклучиме уште последните двајца. Добро вечер. Добро вечер. Да, слушам слушалка, ама не слушам глас. Повелете. Добро вечер. Повелете. Добро вечер, Никола Скопје Селва. Гледам не баш цела емисија. Имат интересни соговорнички, ги следам и нив по Facebook, по социјални мрежи, ги знам добро од нив, а и вас. Така да, едно прашање мене ме интересира како провокација. Функцијата председател на држава носи своји одговорности, предизвици, права и обврски. Една од нив е и врховен командант на армија. Може ли малце да издебатирате по тоа прашање? Па, веројатно не очекувате дека председателката треба се качи на тенк, за да биде, или дека таа не може да се качи. Заборавате колку имаме специјалки во армијата и така натаму, но ја прифаќам оваа провокација, нека по... вулгаризирал ја така. Добро, извинете. Имам респект за вашето размирање, се извинувам за ваквата упадица. Пева. Јас би го сметала за апсолутен дилетант било кој председател или председателка кој што таа одлука самостојно би ја донел. Значи, за тоа си постојат луѓе што ја познаваат таа проблематика, што работат во тој сегмент, кои што ќе дадат аргументи на председателот или председателката, која е одлуката што е најдобра за националните интереси на државата во тој момент. И врз основа на тие анализи се носи конечната одлука. Значи, не постои поединец кој што може самостојно да одлучи без претходно да консултира тим на професионалци по било која тема, вклучувајќи воената. Да, исто би се сложила, затоа што делот одлучувањето е и од водењето да се даде моќта за одлучување на правилните луѓе. Така што кој носите одлука на микроплан во компанијата, учествувате сите, која прави есенцијата на различните идеи на да речем условно на зафатот што треба да го правите? Па нормално дека зависи за каква одлука се работи, од која област. Колегите од соодветните тимови се секогаш вклучени да го дадат својот глас, нели, и се почитуваме отвореност и спротивставени мислења, затоа што, нели, ви кажав дека верувам дека само така може да дојде подобро и попаметно решение.
Секако дека одлуката финално е на маса, зависи, пак ќе кажам, нели, зависи зашто има одлуки кои што самостојно ги носам и едноставно се одлуки кои што треба да се донесат и брзо и мислам дека моќта за брзо одлучување е клучна. Ама мислам дека е важно луѓето да се вклучени, инволвирани во донесување на одлуките за кои што треба да бидат консултирани, кои што особено ако е дел од нивната работа. Професор, ќе што вие, со поент? Па мислам дека ние и досега сме имале жени на функции кои како на пример министерки за внатрешни работи, во моментот имаме одлична министерка за одбрана која што покажува дека и во машкиот свет има простор за жени кои што успеат сосема одлично да се носат со предизвиците на такви функции, затоа навистина не гледам каде родовата припадност на председателката би пречела да биде врховен командант на армијата. 22:37 мораме да привршуваме, следуваат вестите, имаме уште 5-6 минути и последниот гледач во вечерашнава дебата. Како што гледате, не е... Да, повелете. Да. Само една дополна. Околу возраста за председателот. Добро. Околу возраста за председателот. Кажете го ставот. Значи, ставот мој дека биолошките процеси, што се нормални во животот за маж или за жена, на 60 години и над 60 години е поспоро активен од помладите луѓе. И затоа таа функција треба да се даде на помладите луѓе кои што ќе бидат прогресивни, кои што ќе може и да бидат водители на државата, да бидат и менаџери на државата, и да бидат искусни, децата шетат, одат, имаат перспективи, имаат компјутерски вештини, познавање на јазици, и затоа мојот глас оди за помладите. Дали е маж или жена, тоа ќе биде релевантно, да бидат со интегритет, а Македонија е мала, ние сите се знаеме. Кои сме, што сме и какви сме. Благодарам многу. Гледате дека има родова еднаквост. По подолго време кај гледачите има, да речем условно, од двата рода, а се уште нема од третиот род, кој рече некој дека може да имаме председател од третиот род, ама некои премиери имаат. Ви благодарам, поштувани гледачи, бевте атрактивен дел на оваа дебата. Со моите вечерашни гости сакам да завршам со политичко-социјално прашање. Слушам уште гласови. Дали режи има уште гледач? Добро вечер. Добро, се исклучуваме веќе. За вас, во бруталноста на општествениот амбиент, ние се поделивме по сите врвици. Патриоти, издајци, националисти, социјалисти, прогресивци, конзервативци. Што е тоа што не дели? Амбиентот или нашето културолошко, социјално и образовно ниво? За сите три. Мислам дека тој процес не беше толку очигледен во едно многу блиско минато. Дека ние го создадовме некако во последнава деценија до едно неиздржливо ниво. Да просто се прашувам дали оваа генерација која што израсна во овие 15 години од веќе се за некоја година ќе бидат и полнолетни, има нормален став кон одредени прашања. И тоа е сериозно прашање, зашто на крајот од денот тие деца не успеа да живеат во една нормална атмосфера. И тука е проблемот. Затоа е многу важно да што побрзо излеземе од тој притисок на кој што сме изложени веќе подолго време и се надевам дека тоа наскоро ќе се случи, затоа што тој процес мора да донесе една нова прогресивна сила во општеството, да даде нова енергија и мотивација, затоа што ние секојдневно си ги губиме децата кои што ни бегаат надвор, не гледаат едноставно и ситуирани семејства на млади луѓе, без екзистенционални проблеми, одлучуваат да продолжат надвор од државата. Тоа секако се однесува на темата за која што вечерва зборуваме. Да бидам уште по-локален или да ја стеснам работата. Сите овие перцепции социјални во кои ние учествуваме и доаѓаме на работа, доаѓаат на работа кај вас?
ги оставаат како чадорите надвор и разговарате за бизнисот без предрасудите на поделби? На работа кај нас или во барате канцеларија исто имени и исто времено исто мислечки луѓе? Не, кај нас на работа не се разговара за политика, а второ и јас воопшто мислам стварно е жално што се сведе на таков момент да ние одиме на прослави и да млади луѓе дискутираме за политика наместо за бизнис идеи, инспиративни нови теми и технологија и што и да е. И жално е што сум се нашла во такви кругови неколку пати и што не мислам дека тоа се должи на самите луѓе, како што дека тоа некако природно дошло да се исподелиме, ама ние го дозволивме тоа, сите ние. И дали ќе кажеме масата го дозволи тоа или тргнавме од секој еден од нас, очигледно дозволивме да се случи таа поделба долго време и да народот е поделен и се согласувам со констатацијата која што ја кажавте. Жал ми е мене што не сме толку напред колку што можевме да бидеме, затоа што како што кажавте сме мало едно земјиче кое што може флексибилно и можеше да се менува брзо. Пред 2 недели, пред 2 месеци уствари си земав државјанство од Естонија која што е помала од нас и која што пред 10 години почна да се дигитализира и која што си обезбеди дополнителни колку му доаѓа 50.000 државјани има на Естонија, 100 евра плаќаш за да станеш државјанин. Смееш да отвориш фирма, не мора да стапнеш во државата, нема никаква администрација, може да како да живееш во Естонија да обавуваш све што сакаш. И ние можевме да бидеме тоа. Државјанство претпоставува и фактичко државјанство или не? Нема право на глас, ако за тоа разговараме, ама има други услуги, владени и сите други привилегии. Сега ми е јасно зашто Балтикот е... И сега, кога живеете тука, јас сум пуштила тука корења, не дека не сум имала прилики многу пати да си отидам, сум останала тука, дали бизнисот ме врзал, дали мојата, не знам како да наречам, некоја прогресивен патриотизам или што и да е тоа. Сум останала тука, ама кога отидов да си ја земам картичката, викам зашо ние да не можеше да бидеме ова. Не сме избрале правилни луѓе, не сме правеле нешто кој што треба. Што е тоа што ние како држава не можевме да го направиме? Немаме доволно изгледа гени за памет, интелект за да идеме напред. Или сме останале назад да ние уште се бориме и ни бараат нас дојдете уплатницата морало печат и подпис да имало. За да ни ја прифателе уплатата и бенкинг не се прифаќало. Што е тоа што на донаслов да не знам, ама мораме да го смениме и можеме да го смениме. Мала земја сме, пак ќе кажам. Значи, 1,5 милион, 2 колку да сме. А да не зборуваме за гласање, на пример, и така натаму. Уште мислиме дека треба со палеци, со... има некој нов модел, уште ДНК, предполагам, нема да ни земат. Професор, ќе завршувајте. Што се случило, се случило. Ние сме виновни или виновни се оние на кои сме им ја дале довербата да раководат со државата во последниот период. Мнозинството. Поделбите се големи и длабоки и очигледни, меѓутоа јас се уште верувам дека е тоа повеќе импутирано од озгора, отколку што е нешто што суштински функционира помеѓу народот. Вие спомнавте на почетокот, јас живеам во семејство во кое што има 3 етнички заедници и тие сите функционираат на приватно ниво, никогаш никој немал проблем со другиот. Значи, мислам дека генерално ни треба една поширока отвореност на општеството, затоа медиумите сигурно многу можат да предонесат, да бидеме отворени кон другиот, отворени кон различностите од секој вид. Тука, значи, ќе ја споменеме родов за кој дискутираме цело време, меѓутоа и секоја друга различност. Кога ќе се отвориме кон другите, кога ќе видиме дека таа разлика всушност и не е толку голема разлика, кога ќе ги бараме сличностите помеѓу нас, наместо цело време да ги потенцираме разликите, мислам дека ќе можеме сите заедно да тргнеме напред. Ви благодарам 3 дами на македонското општество. Се надевам дека ќе излеземе од матрицата дека само политичарите треба да бидат интересни. Мислам дека ја разбивте на одреден начин нашата илузија дека, како рековте, дека треба IQ емоционален. Емотивната интелигенција сега е во предност. Ние сме малку по-затупени или помалку емоционално врзани. Не знаеме да заплачеме, не знаеме да бидеме... Ама има добрата вест е дека емоционалната интелигенција се развива, не е вродена, споредено со интелигенцијата, така да не те молам за утеха. Да, има утеха. Да не ве учи дека мажите не треба да плачат. Добро. Поштовани гледачи, тоа беа моите и вашите вечерашни гости.
професорката Ана Мартиновска и предприемачите Нина Ангеловска, чие вредување меѓу престижните 300 предприемачи на Forbes, меѓу другото ја брендира и Македонија, и Пева Лауренчич Ангелка, која на оден начин создава еден политички бизнис, пиар и брендирање. Се надевам дека сите три можете да бидете добри советници на идната председателка, ако немате такви амбиции. Нешто молчите. Пријатна вечер, време е за вестите и се надевам дека така настојчиви и упорни во нашите телевизиски контакти ќе бидете и утре. Утре јас ќе ја водам низ програмата, дотолку повеќе што утре е важен ден, важен во онаа смисла во која се носат одлуки, а тоа е дали ќе биде прифатен пакетот на уставните промени. И мислам дека првата реакција на граѓанството треба да се случи преку еден ТВ. Бидете со нас и утре и во 22, кога телефоните повторно ќе бидат ваши, во така наречениот граѓански форум на еден телевизија. Тоа беше се.